Значи, почитуван председавач. Значи, мислам дека ги надминавте сите ваши граници на водење на комисијата. Имате збор за амандманот, колешке, повелите. Ви благодарам, сакам да ви укажам. Значи, не е во ред. Ваквото однесување кон колегите пратеници од опозицијата, мислам дека е... Ние сме овдека исти колку што, ако не знаевте, еве да ве подсетам. Колку вие, толку и ние. Значи, ова го нема во ниједна комисија, на вистина, на искрено. Дајте ве молам. Сега зборите процедурално. Имате право да се јавите процедурално. Во моментот е расправа по амандманот и имате збор. Повелите. Ви благодарам. Почитувана министерка, не знам од каде се обезбедени средствата. Се наменети за нешто друго, кажавте, да, но меѓутоа не кажавте зашто се наменати тие средства кои што се земени од оваа ставка. Но секако очекував, не очекував дека ќе биде прифатен од ваша страна. Ова е еден од исклучително важните патишта во регионот на Дримкол во општина Струга за реконструкција на регионалниот патен правец Бланица Нерези, исто така и наредниот да се обезбеда средства во висина од 120 милиони денари за 15 милиони денари за реконструкција на регионалниот патен правец Боровец Јабланица. Тие се исти патни правци. Верував дека ќе излезевте со една констатација дека да се обезбедени околу 65 милиони денари од програмата на Агенцијата за државни патишта. И истиот бил планиран за 2019 година. Мислев тоа дека ќе го кажете, но меѓутоа 2019 година нели замина, има уште 3 месеци, но толку од вашите реализации на капиталните проекти во 2019 година. За овие 3 месеци сигурно ќе кажевте како претходно вашите пратеници дека што ќе се направи во периодот од 3 месеци. Па во периодот од 3 месеци можеше припремите да се направат, за да може барем во 2020 година да отпочнете со нешто што сте го ветиле. Ни 2018, ни 2017, 2019 ништо, еве 2020 година ништо од регионалниот патен правец. За жал. Тоа е учинокот на ова влада во овој период. Во 2017 година кажува дека не можеме да ви ги реализираме вашите проекти кои што ги имавте во буџетот за 2017. Еве, овие проекти се ваши. На СДСМ. Еве, реализирајте ги. Зошто не ги реализирате? Ви помагаме преку амандманите да ги реализирате. Вие ги одбивате. Навистина, жално, почитувани граѓани, кога владата или Министерството за финанси ниту еден амандман кој што произлегува од вашите потреби и од вашите барања, а кои што се предложени од страна на опозицијата, не најде на одобрување од страна на Министерот за финанси. Ви благодарам. Бидејќи друг за